Зашто кога се кандидирате за градоначалник не ви причаше дека ЈСП има долгови и медиумите ви апелираат на тоа дека тешко би можело да се воведе бесплатен превоз, сега дојдовте до момент да не можете да ги сплатите платите, а вие не го решавате тоа прашање туку на протестот на работините, не водите протест. Ке ми извините, вака премногу сериозен новинар сте, да во самото прашање поставувате ваква манипулативна работа. Како не ми пречало? Ми пречи тоа што луѓе должат, лошо менаџираат и крадат и прават долгови од милиони. Како не ми пречало? Па град Скопје е единствена институција која што има поднесено кривични пријави. Ние не сме нити судија, нити обвинител. Ние како институција поднесуваме секаде каде што има за секаде. Значи правиме ревизии, ревизиите се доставуваат до органите, сега во овој момент се има ревизии и ние не сме суди и обвинители. Како тоа го барате? Како го барате тоа? Врз основа на што го барате ова? Има институции кои што тие злоупотреби треба да ги истражат. Ние не сме, ама затоа немојте ве замолувам најискрено, пресериозни сте како новинар треба. Ако сте виделе дека има неправилности во ЈСП или било каде, зошто до сега не сте покренеле кривична пријава? Значи многу прво и јас како градоначалник на градот Скопје во рамки на својата институција покренувам сето она кое што е неопходно. Во јавното сообраќајно предпријатие си има ревизии, си има постапки, во истите при завршување ќе се покренат соодветни постапки, а не сме ние тие кои што ќе ценат. Значи одговорност мора да се постои за секој еден. Значи секој еден кој што злоупотребува средства од граѓаните ќе си одговара. А меѓутоа, извинете ако ви кажам, некој можеби не крадел, меѓутоа ако не менаџирал како што треба, ако го довел предпријатието 30 години во тоа да го наполни со над 2000, скоро 2000 вработувања, а тие вработени не работат ништо што е во интерес на граѓаните и на јавниот интерес, каде вие сметате тука дека е злоупотребата? Не сметате дека има злоупотреба? Некој што вработувал на вас, пример лично како граѓанин, дали не ви смета тоа што за едно работно место четворица седат и зимаат плата? Треба да се заврши процесот на ревизија, тоа не е нешто кое што се прави. А вие сметате дека не се оштетени граѓаните и дека не е украден буџет од тоа што имате 2000 луѓе од кои што на вас од тие да речеме 700 административни работници ви се потребни само 350? Вие не сметате дека е тоа оштетување на буџетот што седат таму луѓе во администрација, зимаат плата од парите на граѓаните, а не работат ништо? Една година правите моментално сега на 17 завршија локалните избори да потсетиме. Вие една година можете тоа да го кажете некој. Ма има планови за ревизии, господине, не оди тоа така, значи ние сме должни прво пред се да утврдиме све, не можеме паушално да правиме.